Во организација на Коалицијата за Европска Македонија и представници на невладините организации во петокот се одржа средба со градоначалникот на општинава Илија Јовановски, на која се разговараше за престојниот референдум кој ќе се одржи на 30 септември. На средбата представниците на невладиниот сектор ги изнесоа своите ставови за придобивките кои Македонија ќе ги има доколку граѓаните се изјаснат позитивно на референдумот, а со тоа се создадат услови за прием во НАТО и Европската Унија. Речиси нема сфера во која земјава нема да бележи развој доколку граѓаните ги препознаат шансите кои се нудат со членството во НАТО и Европската Унија, беше истакнато на средбата. Неголемите бенефити државава ги очекува од помошта која ќе добие во областа на земјоделството, една од клучните гранки на стопанството. Напоредно со ова ќе се зголеми улогата на граѓанските организации како клучен фактор во развој на демократските процеси. Од дискусијата произлезе дека граѓанските организации зборуваа за вредностите и важноста за влезот на нашата држава во Европската Унија и НАТО алијансата и клучниот како клучна алка во општеството се одважија и мнозинството од граѓанските организации се произнесува дека ќе излезат на референдумот и својот глас ќе го дадат за Европска Македонија. Градоначалникот на општинава Илија Јовановски на средбата изрази задоволство од совпаѓањето на неговите ставови со оние на граѓанските организации. Јовановски, како гости на трибината на покана на коалицијата, говореше за сите придобивки од влезот на Македонија во НАТО и Европската Унија во сите сфери на општествениот живот. Тој ги охрабри граѓаните да излезат на референдум на 30 септември, зашто, како што рече, тој е од историско значење за нашата држава. Се сложивме сите заедно, затоа што со влегувањето во НАТО алијансата ќе ги добиме сите придобивки на една држава, како што е стабилноста, безбедноста, технолошкиот, економскиот развој на државата и така натаму. И со оние предпристапни фондови што понатаму следуваат со членство во Европската Унија, ќе ги добиеме сите фондови, како што е во земјоделието, каде што се најголем број, понатаму образованието, културата, здравството, социјалната сфера и така натаму. Се сложивме сите заедно дека на овој референдум да излеземе сите, да гласаме по своје лично убедување, онака како што секој од нас мисли, ама мислам дека сите заедничкиот став беше ќе излеземе на гласање и ќе гласаме за Европска Македонија. Градоначалникот Јовановски го искажа и своето верување и убедување дека референдумот ќе успее и дека Македонија по 30 септември ќе зачекори на патот кон сигурното членство, со што ќе стане дел од европското семејство.